Вчера почна серијалот кој што оваа недела во живо ќе се емитува на телевизиската мрежа CNN, а е посветен на Македонија. Директно од центарот на Скопје беше првото вклучување. Од плоштадот Македонија во центарот на Скопје, CNN го почна емитувањето на емисиите за промоција на Македонија кои што ќе можат да се видат оваа недела на E-List, емисија посветена на промовирање земји и области кои што не би биле првите што ќе ви паднат на памет доколку го планирате следниот одмор или пак следното место што сакате да го посетите. Зборувајќи за првокласното вино, храната, културата и традицијата, екипата на CNN е одушевена од убавините на нашата земја. Во моментот го видовме само Скопје, ја видовме старата чаршија, бевме на тврдината Кале, ја видовме реконструкцијата на Калето и не воодушеви, но се надеваме дека ќе одиме со хеликоптер во наредните неколку дена и ќе одиме во Охрид, кој ни го препорачавте и мора да го видиме. Потекнувајќи од Австралија, знам за Македонија бидејќи таму има многу македонци, но не знаев дека вашата земја е толку убава и има толку многу потенцијал, рече новинарката од CNN која зборуваше одушевено за нашиот главен град и за местата кои што сака да ги посети додека е во Македонија. Ова е можност вашата земја да му покаже на светот се што нуди. Ова е земја со 2 милиона жители и мислам дека на нашите гледачи им даваме можност поблиску да се запознаат со историјата, културата и луѓето. Не знам дали многу луѓе слушнале за Македонија. Мислам, ние знаеме, но многумина не ја посетиле. Се надевам дека преку оваа емисија ќе ги привлечеме да ја посетат Македонија. Покрај убавините, новите можности и инвестицискиот потенцијал, во овие емисии ќе се обрне внимание и на напорите што ги вложува Македонија за задржувањето на својот идентитет и името. Транзицијата и спорот со нашиот јужен сосед беа споменати уште на почетокот од представувањето на нашата земја пред гледачите на CNN. Убаво беше да се види колку Македонија ги инспирира новинарите на CNN.